утро сакам да споделам нешто од Стариот Завет, дел ќе офанеме и дел од Новиот Завет. Мојата тема е така, што Бог ме стави на срце, е Божјиот храм. Ние сме Божји храм и ние многу го збореме то и многу го сакаме, ама има една линија, тенка линија кај што толку ние збореме у црквите, ние сме Божјиот храм и верувате ли забраваме на црквите. Ние сме главните, ние сме тие што треба да се исполнуваме и тоа е така. Ние треба да живееме живот таков, но Божјиот храм не потекнува од Новиот Завет, е направен така ли, у Стариот Завет. И у Стариот Завет кога се прави Божјиот храм се прави со детали. И на интересна работа дека е спрема оваа проповед ме беше изненадило, нели? Знаете, у Стариот Завет имало едно царство, после смртта на Соломон се разделуват на Јужно и Северно царство, и нели ние повеќе си знаеме дека Северното царство било полоши цареви, тука бил Јеровом, што изградил две линија, па ги ставил у Ветил, Дан, тука син Ровон. Како е да е, царевите биле тука, ама е интересна работа, ако забележувате, биле непослушни кон Бога. Имале го Бог, гледале славата, у минатото си имале чуда што Бог е правил, но секој пат се му завртувале грб на Бог. И Бог ги носи у робство. 70 години у робство, додека Бог вика, ќе дознаете дека јас сум тоа, и некои се враќа, нели? Асирците довајат после вавилонците и на кај персиците, ама тука персиците и дават слобода, кој сака да се врате у Ерусалим, да си обноват куките, да си обноват то. Ама знаете, после 70 години, тука почнеш и да живееш у робството. Градеш куки, градеш семејства, нели? Многу пати ние у животот градеме некои работи и јас се кјам кога требаше да пред 2020 година, кога требаше да одеме за работа, ще има работи и почнуваш да правиш математика у Штип, чекай ја. Дали во Божи повик да го напуштам Штип, да ги напуштам сите работи, ти знаеш, со теко на годините ти си градеш у живото и кога си градеш и кога дое Бог да те повика, ти некој не си спремен. Ама има луѓе, кога го направиме тај чекор, браќи и сестри, Бог го благослови, не само што го благослови, и го пише у Светото писмо. И додека го читав и додека е спремам оваа порака, ја бев изненаден. И сакам да, кога нели шаторот беше изграден и кога беа поставени луѓе, и многу пати ние, не знам дали за вас, ама ја кога почна да ја читам Библијата, тоа време имаше едно читање на Библијата и си скратнуваш, не како сега план штиклираш, и кога доеше до летописи, до тие имињата, имаше тенденција ја да ги прерипам или на бравнина ги читаш и немаше, не ми беше целта да се задржа. Ама сега како мине времето и кога се посветеш и ги забележуваш работи, ќе бидете изненадени, браќи и сестри, колку са битни тие работи. И сакам да прочитам од прва летописи, од 9 глава, први стих. И вика, сите израелци беа запишени во племенските родословици и запишени си во книжниот свиток на израелските цареви. А јудејците, тоа е, значи едно царство е било. Јудејци, израелци едно е било. Кога се деле царството, јудејците са тука Ерусалим, а Самарија е Израел. И вика, заради беззаконијата нивни, у другиот превод вика, зашто се обрнеа или усвртеа грб на Бог, беа однесени во заточение на Вавилон. И многу ми се допаја тука 17 стих, гледайте што вели. А вратарите, и сега вие се имињаш, што викаш, кога ќе ги прочитам, вратарите, Салум, Аков, Талмон, Ахимен и нивните браќа, Салум беше вратар. Ќе го прочитаме и 20 стих. И Елизеровиот син Финес некогаш беше наставник над нив, Господ беше со него. Меселемиот син Захари беше вратар при вратата на шаторот на средбата.
Сите одбрани вратари беа при праговите, беа 212, беа запишани со родословија на своите села. На служба ги постави Давид и гледаш од Самуил заради нивната верност. Тие и нивните синови чуваа стража при вратата на Господовиот дом, домот на шаторот. Вратарите стоја на 4 страни, на исток, на запад, на север и на југ. Нивните браќа од поселата доаѓаа од време на време, за да им се придружат последните денови. Но кева околу Божиот дом, зашто должноста им беше да стражарат и да отклучуваат секое утро. Браќа и сестри, дали сте забележали кога читате книгата Вратари? Ама кога почнеш да истражуваш, знаете ли каква улога се биле вратарите? Некој што е внимавал на Божиот дом. Тука пишува, вика, од утро до вечер и отклучува. Јас се сеќавам пред 17 години, кога дојдем у Штип, последна година, 2, пасторот кој не дојде, клуча од црквата да отклучуваме. Тоа беше хит за нас. Знаете, у 7 до 20, стварно многу рано одеве, отклучиш си, право джогираш, он работеше, ако дојде на кафе да види дека е чисто, дека внимаваме, стварно внимаваме. Беме како стражари или како вратари у Божиот дом. Не сме ние главните, Бог е главен. Дали ние сме вратарите у нашите животи? Шо ние чуваме кај нас, шо ние чуваме у нашите домови, шо ние чуваме у црквата? Или однесуваме се, една служба ќе помине, шо ќе седнеме, и знаете шо, некој път го преснуваме, погледнете ги вратарите. Тоа време вратарите биле, имало е светилиштето, имало е светиња на светињата, имало е, сите знаеме кога улееш у светињата, лебовите, што се преснувале дека символично дека Бог се гриже. Тука е било светилнико со седомте, кај што морал денонокно да свети. Улето или денеска преснувањето, присуството на Светиот Дух, и улаваш у светиња на светињата, кај што правосвещеник еднаш годишно улава. За крвта, нели се вели дека без пролевање на крв нема прошка на нашите греби. И тоа се били сериозни работи. Бог е там. Бог е тука. И правосвещеникот кој е уловал, имал е звонче. Не знам дали знаете, и кога ги е вршил еднаш, ако е нешто бил угрев, бам, умира, имал е во и го влечеле, не може да улезеш ти. Тука е било ковчего, тука са били заветите, тука е било маната, тука. Били са толку съгледале на работите, што вратарите са чувале. Нема нешто несвето, унесувале са после. И други богови се. Ама за тоа Бог ги казнуваше. Дали ние како вратари што сме запишувани, некој ќе рече, ами ние не сме битни у Евангелска црква Неготино. Битни си зашто Бог те запишува. Ако Бог ги запишува, вие луѓе тука дека биле вратари, и ти си битна, и ти си битен за ваа црква. И тебе у книгата на животот ќе те пишува не само за спасението, ќе те пишува што си правил. Дали си бил вратар, дали си чувал, дали си се однесувал лежарно, дали си бил посветен, или како Давид човека се зарадував кога ми рекол да одеме во Господовиот дом. Недела дова и шо? Хајде да се зарадуваме, хајде да се охрабреме, хајде да се видиме. Божиот храм, Светиот Дух пребива во нас. Има таа тенденција што ја викам линија, Бог живее во нас, не ми е битно црква, не ми е битно ништо. Јас сам ново создание, ако се завртеш, старото го држ. Не се пушта од стариот живот, како у робство повторно да живее. Што доваеш тога во црква? Што ги огорчуваш верните? Па излези ој си, не ни кажува на никој, не ни доаѓа. Дојде во црквата и почна да кажува колку е битно ние што живееме, колку е битен Светиот Дух што живее во нас. А доваѓа на црква.
Земи, отиди си, веќе не доваѓа, не кажуваме на никој. Седи си дома, шути е тенденцията да доваѓаш и да кажуваш колко е битно во, колко не е битно то. И после огледаш проблеми. Па како нема да има проблем? Ако ние не биеме вратари на нашите животи, ако ние не биеме стражари, дори Давид вика в псалмите: Господе, постави стража на моите усти и на моите уста. Така ли? На моите небца. Колко е битно? Нашите зборови са битни, браки и сестри. Божието присъство живее во нас. Стариот завет доваѓа, новиот завет доваѓа Христа. Доваѓа тај нов завет, кај што Светиот Дух пребива во мене и во тебе. У 1 Коринтияни 3:16 вика: и вие сте храм на шо? На Светиот Дух. Браки и сестри, Христос живее во нас. Или се однесуваме како лимон кој апнеш кисела фата. Христос живее. Божиото присуство. Одам у Божиот дом. Ке чувам. Нема да дозволам озборување. Нема да дозволам критикување. Нема да дозволам стариот живот да влијае на мене. Или некој път ке се зјавам и мене, однесуваме се како израелците у стариот живот. Ова колку бао беше, шо беше убаво? Ако беше убаво, ке си останеш таму. Нема ништо у минатото. Нема ништо убаво у минатото. Ако беше убаво, немаше Бог да ги избави израелците. Затоа ги зема од куќата на робството, од Египет ги зема, за да и дае слобода, да и дае ветената земја. Да и дае шо? Мед и млеко, вика, тече. Вика, видовме гроздаци, се носеа. Ама по-убаво ни беше там. Те пајни, мачени, робови. Немаш никакви права, по-убаво ти било. Шо по-убаво ти било? Јас се кјавам, татко ми 90-те години, 95-та, 6-та, Македонка, тоа време Штип затворија се. Човеко 7 години оди на работа. Без плата. Ја викам, како е можно и тоа семејство, тоа време да издржуваш, може некои сте поминали вие тоа време фабриките кои се затвара. И он доеше дома и кажуваше колко убаво било. Шо ти убаво, човек? Плата немаш ништо. Дома страдаш и на тебе ти убаво. Не. Шо е убаво стариот живот? Шо е убаво робството? Шо е убаво проблемите? Шо е убаво кога Христос ни дава нов живот? Кога ние сме изпълнети со Светиот Дух и кога Светото Писмо вика, ние сме храм на кој? Ајде ќе прочитам, нека да парефризам. На Светиот Дух. 1 Коринтияните 3:16 и 17 ќе прочитам. Не знаете ли дека сте Божи храм? Браќи и сестри, јас и ти сме веќе Божиот храм. Нашето тело. И дека Божиот Дух живее во нас. Ако некој го разруши Божиот храм, Бог ќе го разруши него. Зашто Божиот храм е свет, а тоа сте вие. Ние сме Божиот храм, ние сме тие луѓе, ние сме светите луѓе, ние сме светиите, ние сме царство, свештенство. Ама дојдат напади од сатаната и ја некој пат се чудам, ние повеќе го возвеличуваме ѓаволот што прави, борба отколку Бог што прави у нашите животи. Толку се фокусираме на ѓаволските измами, толку се фокусираме на тие учења, дури не ни треба црква. Абе, брат вика, знаеш какво видео гледал уво и прекинува на црква долу. Абе, човек, ти у живота не си видел црква, пред 3 години се отвара црква у Радовиш, ти си изгледал едно видео и сега ти ки кажуваш, доволно е веќе, јас се знам. Ѓаволски учења. И дое ѓаволот, знаете шо? Кај напаѓа ѓавол? У Божиот храм, а тоа сме ние. И почне да напаѓа ѓавол, и ние се свртаме и почнуваме, знаете, почнуваме да веруваме дуализам. Знаете шо? Борба помеѓу Бог и ѓавол нема. Ѓавол е победен. Извојувана е победа, само ние треба да веруваме и да се спротиставаме у името на Исус. А ние го поминеме повеќето време со проблемите. Леле, колку ми е тешко, леле, ти не знаеш какво. Секој си има свој крс. Не е така, секој да излезе тука, секој да сподели, секој си минеме низ некој проблем. Ама некој пат ние не дозволуваме
старото да го отпущаме. Како што вика у Коринтијаните, 2 Коринтијаните 5:17, вие сте ново создание. Старата помина, ама шо вика? Ако си во Христа. Христос во нас надеж на славата. Христос е во нас, браќи и сестри. Нема стари работи. Нема стари нешта. Исаја 43 глава 19 стих вика: еве правам нешто ново. Веќе се појавува. Зар не се забележува? Знаете кога нема да го забележиме? Кога ќе се врнеме у старите работи. Кога ќе се врнеме у старите проблеми, кога ќе викаме ние имаме проблеми, и кога ќе прекинеме да му кажуваме на Бог колку е Бог голем, а колку нашите проблеми са мали со Бог. И се завртеме у старите проблеми, и се завртеме у старите работи, и почнеме да се... И тоа што се појавува у денешно време, браќи и сестри, ние него ни приметуваме веќе. Ние мислиме дека сме ние небитна, нека си бројка и почнуваме бројки да гледаме. Не. Јас сам храм, Бог живее у мене. Еден, 100 души, таа проповед ќе ја проповедам. И за еден, и за 100 души, и за 1000 души. Ќе го следам, и ако ми некој каже, како што Давид вика, ќе речам, се зарадував кога ми рекол да одеме во Господовиот дом. Не ми е тешко да дојда. Не ми е тешко да бидам меѓу браќи и сестри, не ми е тешко да се исполнувам, не ми е тешко да пеам, не ми е тешко да се радувам у Господа, не ми е тешко да имам заедништво. У стариот живот нема ништо, браќи и сестри. Ние сме многу битни, како што се запишани вратарите, така и јас и ти сме запишани у книгата на животот. Ти си толку битна, ти си толку битен туку у Неготино, што ти има у книгата. Немој да мислиш ти си безгласна буква, тука никој ништо. Да, ти толку си битен, ти толку си битна за Неготино. Знаете зашо? Оти Светиот Дух живее во нас. Хаос, неморал, измамништво, лага, светлина носе. Што се чудите у таа темнина, ние ако одеме и светлината што ја носеме, ќе има напади, па ќе има. Како не може да има напади? Како нема ѓавол да напаја? Зашо? Оти носеме светлината, оти Бог е со нас. Оти во нас живее и креира и создава, и имаме идеи, имаме таланти, имаме дарови, и ние ги забравиме тие работи. И ние се однесуваме како тоа се надприродни работи, браќи се. Бог вика, ќе го уништам, кој го уништа. Значи некој ако не нападне, Бог има работа со него, не ја. Крв и тело не е против нас. Имале сме ситуации, да, Боже, ти си со мене. Боже, ќе го пуштам старото. Ти викаш, веќе се појавува, дај да го видам. Браќи и сестри, време е да ги препознаеме последните времиња, а во се времињата. Осеќам се како Јован Крстител у пустина. Ти збореш, нема луѓе, ампатија, незаинтересираност, млако се. И се чудат. Ама јас повторно ќе го проповедам Евангелието. Јас повторно ќе верувам. Вика Давид, беа доверени вратарите, најдеш што стиху кажува. Оти беа верни на Господа. И беа запишани. Беа вратари, а колку беа? Нема милион. 200 и нешто, а? Па не сте милион тук. Не сте 7000 или не сте 500, не сте 700. 30. И секој сте по име и презиме. Запишани, бам. У црквата у Неготино. Таа сезона, тоа време, тај човек беше. Дури знае Господ што вика не само влакната, и на кој столче ќе седнеш. Се Бог знае. Зашо? Оти Бог живее у нас. Па ако живее у нас, што треба да направам? Ќе бидам вратар у Божјиот дом. Ќе ја заштитувам црквата. Нели сестра да сподели од почеток, дури срам ме беше. Некој па се срамаме како ние да сме адвокати на Бог. Доволјано и ја. Како ја ќе го бранам Бог, чека, ја нема да кажам ништо, или многу пати викаме, Бог ќе си одбере човек. Не бе, Бог ме одбира тебе и мене и тебе.
Бог не отбира мене и тебе. Защо? За да се прославя Неговото име. За да ги отпущаме тия стари работи, за да ги отпущаме лошите моменти у нашите животи и да се фокусираме напред. И Павле що вика? И все пак у Филипяните, и все пак правам едно. Едно правя, браки и сестри, не 20 работи. Го заборавам оно, що е зад мене, а бил участник, ушел. А личното ги е държало каменувањето на Стефан. Така ли е бил? Убиец, съучастник, прогонувал е църквата. И он викам, но все пак правам нещо едно. Го заборавам оно, що е зад мене и се стремам на оно, що е пред мене. Забравам за събелешните проблеми. Забравам за вчерашните работи. Забравам за пред една недела хаос, що ми се дешава и финансиски и се. Забравам и одам напред. И Павле вика, тръчам кон целта. Никой няма да ме спречи. Ако го читате Павле Коринтяните, вика, помеѓу лажни браќа, глад, бури, неволи, измамници. И долаи у таа старост и вика, тръчам кон целта. То не е млад човек, то е длабока зрелост, мудрост, старост. Тръчам кон целата, не си стар. Едно живото починя пред нас. Ако Мојсе Бог го повика на 18 години, нас не повикува. Има луѓе, съм видел на 18 години каков свеж дух носят, имам луѓе на 40 години, видено како старец да ноде. А кај нас светиот дух живее у мене и у тебе. И затоа, каде одеме? Напред тръчаме кон целата. Зашо? За горното призвание на Исуса Христа. Не ме интересира пагана. Искрен да биям, не ме интересира неверника. Не ме интересира неговото мислене, браки и сестри. От и аз бев ист. Неверник, паган, безбожник. И ние се фокусираме, он шо ќе каже. Шо ќе каже, нема го светиот дух во него. Шо ќе каже, од шо да се срамам? От Евангелието, кое ме спаси, кое ме ослободи. Вчера баш от Света Николи зборам ми и одвели си има едно дечко, Гиго, докторче, и викам, покајте си, поверувајте, викам, и доктори има тука што веруват, не са само обични луѓе. Не сме само обични луѓе, браќи и сестри. Има луѓе у свето што веруват, што са истите маки и страдања со нас ги имат. Ама едно нешто не спојува. Светиот дух. Заедништвото со Христос. Молитвата, охрабрувањето. Јас се чудам некој кој рече јас можам сам. И гледам го живот, имало е ситуација у Штип, додека беше беме дечки 5-16 души, сите супер беме. Тие што се одвои од црквата. Ја не викам дека црква спасува. Нем да ме разберете погрешно. Ама имаме заедништо, доваѓам со проблемите и гледам дека брато и сестрата се соочуваат со истите проблеми што јас ги минам. И сме се молили, и сме се заедно читали, и заедно сме се охрабрували, и сме плакале, а видел сам ги луѓето што се отстраниле, не се со Господ. Јас се молам да Господ повторно ги врати кај него. Јас се молам и у црква да дојдат. Ама силата е у заедништото. Силата е у Божиот дом. Кога заедно дојаме, кога се охрабреме, еден другар ми вика, јас сум болен, па викам и дома ќе те боле, и у црквата ќе те боле, ама у црквата ќе се помолим и главата ќе те помине. Тоа беше, ја прост пример си взимам, болеме еднашка, ама таква болка не можем да поднесем. И одам у црквата за служба, и Ване сега е у Србија, старешина беше, викам, Ване, помоли се, главата ќе ми пукне. Положува раката, моля се, брах и сестри, болката изчезна, изцелен е Бог. Ако беше дома, болка пак имаш. Болката е иста, брак. Не можеше да дома, ногата ме боли. Шо болеш? Човек, ти шалеш се. Ногата ме боли, кичвата не можем да дома. Дојде у Божиот дом, дојде да се охрабриш, дојде да се подигне, дојде Божия храна да се нахранеш. И
И затоа, браќи и сестри, денеска јас и ти сме тие вратари у Новиот Завет. Вратарите си учителите, вратарите си пасторите, кои внимава да не донова ерес да не донова. Ути Павле на Тимоте му вика, у Прва Тимоте, ќе прочитам, Прва Тимоте, 4 глава, 1 и 2 стих, гледайте шо вика. А Духот јасно вели дека во подоцнежните времења некој ќе оста под верата и ќе слушаат измамлени духови и ѓаволски учења, преку рецемерство на лажливите кои са шигостани во својата совест. Во вие времења Духот, кажува Светиот Дух, дека ќе се појават такви учења. Јас сум ви кажал на вас и ја ден денеска тоа не можам да го разберам. Господ да ги благослови на Фейсбук младите брачни парови. И баш слушаа една проповед многу добра, што е благослов, збора што значи, и на вулите жена му проповедаше, пред една година тоа на идеја проповедта. Вика, ние многу работи кажуваме. Две личности, единиот не верува и ти викаш Господ да те благослови. Шо да те благослови? Секс да имат, а не са венчани. Ушо да ги благослови? Господ да ја благослови државата, бе, кажи конкретно вика. Шо да краде повеќе? Да тендери седа, нели? Ние некој пат да искажуваме работи без да ги размислиме. Ушо Господ да го благослови? И сега Господ вика да го благослови, она кажа да, а он е неверник, паган. Ушо да го благослови? Шо ќе тепали? Шо нема Светиот Дух заедно, така ли? Шо нема на црква заедно да бидат? У тоа ли да ги благослови? Не. Една жена ми се налети стар женичка, кај нас у црква доваѓа и Роберт, ја не можам да додам на црква, супер, викам, моли се за мојот син, прсто боле го, прсчето го боле нешто доле. Ја викам, ја ќе се молам да се спаси. И она се налюти. Зашо не сум се молил за прсто, туку сум викал Господ да се спаси. Па викам, ја тоа проповедам, бе, луѓе, на неја и викам после тоа. Ја и се извини, да не ме разбере погрешно. Тоа е душа, бе, да се спаси, бе, луѓе. Како Господа благослови? Господа ги благослови да се спасат, Господа ги благослови у црквата да дойдат, Господа благослови да не се враќат назад, Господа благослови да не се има наследство. Те знаете ли, браќи и сестри, наежила ми се косата, какви молбети не слушам овие 3-4 години. Како е тепа, како е влече. Тоа е наследство, јас само, нели некој пат на видео гледашам, тоа толку ти кажува и кога седне пред те, и кога ти, некем да спомнам вчера, дига раката, мудрици. Леле, Господе, викам, шо? Да е до мене големство, кога ќе го замам, ќе му кажа, ама не можеш, стварно, браќи и сестри, тоа е жално. И Господа ги благослови, шо да го благослови? Повеќе да е тепали. Не бе, да се покае. Да се покае, да се измире, да рече, Господе, прости ми за минатото, прости ми, прифаќам те како Спасител, дојди у мојот живот, живеј, свети души, ајде да живееме најново. И затоа, браќи и сестри, ајде да се гледаме вредни, достојни и прекрасни у Господовите очи. Ајде да не ги гледаме работите у минатото. Ајде да не се подсекаме, да, секој има проблеми. Секој има тешки моменти. Некој финансиски, некој здравствени, секој си носи свој крст. Ама ајде да дозволеме Светиот Дух да не води. Да дозволеме радоста Господова. Знаете, баш спремаме една порака за кампо за мажи и истражувам за Божјата благодат и много ме си допада тај стихов. Допреве, ама стварно ме, кога црквата се формира, новата црква, и го праќат Варнава у Антиохија да видат што се дешава и вика, и он се симна и ја виде Божјата благодат во нив. Знаеш што значи тоа? Ја виде радоста, ја виде смејат, ја виде љубовта. Дали ќе видат некој кој ќе улезе тука Божјата благодат врз мене и тебе? Дали ќе речат, јас сакам тука да бидам? Дали ќе речат, ја го сакам тоа и она што го има, ја сакам да го имам? Мене знаете што ме привлече? Едно ќе ви кажам, што Господ ме доведе до покаяние и до во,
кога го слушна глас у затвора на затворник, кој се смее и се радува у Господа. И само главата вака направи, а решетки беше. Викам, шо е во? Доваја, седнува и он, викаш, Вано, ручок, ајде да се молиме, може ли? Викам, може да препатуже. Господа, вика, фала ти за храната. А у затворото, знаете шо е храна? Помија. Господе, благодарам ти, вика, за Роберт, благодарам ти за храната, благодарам ти за Вајден. Викам, Вајлото, во затвор глешо прави. Таква изпълнетост, браки и сестри, имаш. Таков мир имаш. Падна на колено от 10 сата, викам, Господи, ја го сакам, вај шо го има. Сега е тоа Јордан, тето служба црква воде, и у Гевгелија сака да преме тоа. У најлошите моменти, за него најлошиот период, а само што се женил, ама стариот живот, што имал некои ситуации, морало да служи казната. И он благодарен на Господа. Он таква радост имаше, неговата смеа ме привлече, неговата радост ме привлече, за да клекнам, за да се покаам и за да го прифанам Христос. И за после 17 години, 14, Бог да ме повика у Радовиш, да основаме една заедница, да основаме една црква, да основаме едно светилище, ке шо луѓе ќе доваѓат и ќе го обожават Бог. Затоа, браќи и сестри, у најлошите моменти у вашиот живот, радовите се во Господа. Некој ќе го виде и ќе рече, абе, ваа жена, абе, вај човек, у најтешките моменти Господ го обожава. Сакам ја како него да видам. Тоа е благодата Божија, браќи и сестри. Така нека Господ не благослови да биеме вратари, да не дозволиме ништо нечисто да не улава у нашите животи, да не дозволиме ништо нечисто у нашите семејства, да не дозволуваме ѓавол да не напаѓа, така што викал Павле у Солуњаните, да не запазе чисти од дух, душа и тело до неговото доаѓање. Да бидеме свети, да бидеме непорочни, да се држиме, да војуваме напред, да се молеме, да се подржуваме. Ако ви пуштам сега телефон на спикер, од 5 души браќа да звонам, сите поминуват низ нешто. Сите имат борби, сите имат влоги, на крај знаеш што се охрабрам. На англиски што вика или на македонски добро дојде во клубот. Значи не сум сам. И ти страдаш, и ја минувам низ болки. И ти нешто минеш, и ја минувам. Имаме заедничка борби таму, имаме нешто посилно. Светиот Дух во нас. Така сакам да ве охрабрам. У вие последни времиња шо? Да се охрабраме у Господа. У вие последни времиња повеќе да се молиме. У вие последни времиња повеќе да сведочиме, да му кажем, дојде бе брат. Дојде, како и сакаш го наречи, и по име го наречи, дојде да видиш. Дојде да видиш колку е прекрасно. Дојде да те запознам со едни прекрасни луѓе. Дојде да те мене знаеш што ме допре првото доаѓање врата у старата црква у Штип. Пастор Петар седе како вратар беше, сеќавам се, едни други степеници имаше, некој може знае, гора знае, и вие знаете. Здраво, викам, вика, знам, вика, јас се молеше за тебе. Тоа ме допре. Кој некој се моли за мен? Знаеш колку значи тоа? Може ние така го гледам, кажуваме, имам ви кажувано нели за случката у Радовиш за брачниот пар. Нели стави ја пинг-понг, кафиња, тука имам 10 врста на кафиња сега у Радовиш. Па не ти лаваца, нема врска никој не. Дој на кафи еден ден, жена вика, срце, зашо ги викаш на кафи? И па на шо да ги викам, ставиме пинг-понг, фудбалче, пикало, нешто тука, кофи хаус. Бе, викни ги на молитва. И ја викам, шо да правам, викам, па да пробам. И доваја еден брачен пар, како сте воно, викам, ако сакате дојде, викам, вечер у 5 да се помолиме за вас како брачен пар. Оно, ја не ги свана сериозно, ќе дојме, добро, знаете луѓето, ќе дојме. Ја нешто потреба за Штип одам, у 5 саат тропат у Радовиш, жена ми, добар, Роберт, викнане да се помоле за нас. Жена ми звони, срце, вика, дојдеа луѓе. Речел си да се моле за не. Викам, кажи утре толку и дојдеа луѓето. Знаеш колко благословено време имаме. Ние пак кафе пиеме. Па лаваца пиеме. Ама
дојдеа на молитва и се помолиме, и се отворија, и се дружиме, и ден денеска ни се добри пријатели. И ги покануваме на црква, некој пат доот, некој пат не, ама целта е што и кажеме на луѓето. Дали и кажеме за Христос, или кажеме за ланскиот снег, или кажеме колку беше август жежок, 43 степени и не можеме да издржам глупости. Сега пак дое зимата, дрва имаше, нямам дрва, -7, дали кажеме, ово да кажеме за Христос. Ово да кажеме. Да кажеме дека има надеж во неговиот брак. Ово да кажеме дека има љубов што може да ја прима. Ово да кажеме дека ако се разочаран, Христос е надежта. Ово да кажеме дека љубов Христос шири. Охрабруваме, браќи и сестри, прекрасна сезона. Не сте свесни, прекрасна сезона е, проповеда се Евангелието, никој не смее ништо да ни каже. Излаваме и тука сте били на площад, избореш дека Исус е Спасител, да се покаете и они те слушат. Прекрасна сезона, некој вика тешка сезона, супер сезона е. Не дай Боже да дойдат закон што ќе ни забранат дури да проповедаме и за гревот, и за, ајде да не спомнува, ЛГБ или ошо не. Прекрасна сезона, затоа излезите. 20 бројка на луѓе 30. Знаеш што ќе направи низ неготино? Ќе растуре. Ќе го 12 апостоли расторија свето. А вие знаеш што може да направите? Знаеш кој ве гледа? Христови војници. Искрено ви кажувам, духовно ве гледам наоружани со шлемови, со кациги, со бојни форми, со обувките. Растурате. Озбилно ви кажувам, така ве гледам. Толку сте силни у Господа, толку сте мокни. Нека Господ ви ги даде очите што јас ве гледам, толку што сте добре. Нека Господ ве благослови и вашите домови, и вашите финанси, и вашите животи, и вашето здравие, и исцеление, и да ја благослови Господ и Неготино, и црквата у Неготино. Ајде да се помолиме.